Овој блок од 9 часот во Македонија наутро го започнуваме на тема култура. Заедно со колегата Никола Трајковски во живо ни најавува еден новогодишен базар кој што ќе се случува, имено го организира Македонската асоциација на издавачи. За што точно станува збор, всушност и традиционален базар. Никола, добро утро. Повели се информациите. Добро утро, Јована, поздрав до тебе, до екипата која што го реализира денешното издание на Македонија наутро и секако поздрав до нашите гледачи. Како што можете да забележите, ова утро теренската екипа на Македонија наутро ве поздравува од градскиот парк, каде што имаме студен утро од прилика 4 до 5 степени. Ни пристигна она заладување кое што ни го најавија метеоролозите, но сепак времето е пријатно со оглед на тоа што имаме сонце. И се чини ова се сосема соодветни временски услови во пресрет на престојните празници. Кога веќе се смека и празниците, иако во главниот град не можеме да се пофалиме со некоја значителна новогодишна атмосфера по примерот на европските метрополи, сепак по одредени делови на градот може да се забележат настани кои што ги најавуваат престојните празници. Меѓу повеќето е и оној кој што Јована го најави, впрочем Македонската асоциација на издавачи од неодамна ги започна традиционалните предновогодишни книжевни базари во затворените трговски центри во главниот град. Повеќе детали за агендата на самиот настан и што точно ќе понудат овие настани за читателската публика во Македонија и во главниот град, дознаваме од нашата соговорничка Наташа Танасова од Македонската асоциација на издавачи. Наташа, добро утро и благодарам за тоа што ја прифативте поканата ова утро да говорите за Македонија наутро. Добро утро, Никола. Многумина ќе кажа дека книгите се навистина вреден и траен подарок кој што влева радост со секое ново отварање и водени токму од намерата да им ги доближите книгите на читателите. Секоја година традиционално така и ова го организирате овој книжевен базар, односно пред новогодишните книжевни базари. За почеток на разговорот да им објасниме на нашите гледачи за каков настан станува збор. Да, добро најави, книгата е вреден и траен подарок. Го знаеме тоа и затоа секоја нова година, изминативе 7 години, организираме мали книжевни базари во затворените трговски центри, со тоа што генерално тие не беа толку организирани како што стана во последниве 3 години. Во последниве 3 години свативме дека декември е месец кога луѓето сакаат да бидат на затворено, ладно е, времето повеќе го поминуваат, особено после работа во затворените трговски центри и затоа во текот на цел декември почнавме да организираме по неколку книжевни базари. И оваа година, како и претходните две, книжевните базари се вкупно 4 и тие се одржуваат во 4 недели од декември. Од вторник до недела, секоја различна седмица, сме во различен трговски центар. Што конкретно годинава ќе им понудат на читателите овие предновогодишни книжевни базари? Оваа година овие книжевни базари ќе им понудат на читателите изданија од нашите членки. Македонската асоциација на издавачи е најголемата книжевна асоциација која во моментов брои 15 нови членки, значи годинава се придружија уште 2 нови членки. Од тие 15 издавачи на секој книжевен базар се пријавуваат, односно ги изложуваат своите изданија, одреден број на членки. Ние го организираме базарот доколку имаме мнозинство. Тоа значи доколку има најмалку 8 членки, така што на секој од книжевните базари читателите можат да најдат изданија од 10 до 15 издавачи. Имајќи го предвид искуството од минатите години, каков е интересот кај вашите членки, односно кај издавачките куќи да се представат пред читателите со своите изданија? Интересот нормално дека е голем, затоа што тие затоа и постојат, нели? Создаваат книги и преводна литература и издаваат книги од наши автори кои сакаат да допрат до што поголема публика. Токму и затоа иницијативата дојде од самите членки за организација на овие книжевни базари. Интересот е голем, континуирано и тоа што еве оваа година веќе првиот книжевен базар заврши вчера, тоа што кажа дека има навистина голем интерес, верувам дека ќе го зголеми интересот и кај нив и за останатите книжевни базари.
Може ли за сите оние кои што се заинтересирани да ги посетат овие книжевни базари да очекуваат попусти на одредени наслови од издавачките куќи? Може ли да се очекуваат нови изданија во пресред токму на престојните празници? Да, мислам дека најинтересното е токму тоа што во овој период издавачите издаваат голем број нови книги, претежно книги кои што се финансирани од Министерството за култура, кои се со краен рок токму периодов, меѓутоа и други изданија кои ги темпираат токму пред Нова година, затоа што новогодишните празници се период кога ние традиционално сакаме да си подаруваме и во тие подароци често знаем и се почесто знаеме да купиме книга. Така што да, на овие книжевни базари акцентот е ставен токму на новите изданија, бидејќи издавачите се изложуваат на ограничен простор и сакаат на читателите да им ги понудат најновите изданија. Споминавте првиот во низата книжевни базари веќе помина изминативе денови. Од она што го имате како информација, како организатори, впрочем, каков беше интересот кај читателите и што е она што е најбарано во однос на жанрови и наслови од читателската публика? Дали се тоа, да речеме, новогодишни божитни наслови, романси или пак е нешто што е поразлично, односно секој си има свој вкус? Првичните информации ни се дека овој книжевен базар има многу поголема посетеност од книжевните базари минатата година, со оглед на ситуацијата каква беше лани, бевме во корона криза, каде што за влез во затворените трговски центри се бараа сертификати, беше намалена посетеноста. Мислам дека ова е очекувано. Информации во врска со тоа кои изданија се најбарани не би можела конкретно да кажам, затоа што тоа зависи од издавач до издавач. Во нашата асоциација имаме различни издавачи, некои се специјализирани за издавање на детска литература и нормално тие би кажале дека детската литература најмногу се бара, други се специјализирани за издавање на комерцијална литература, меѓутоа мислам дека како тренд, тоа го имам кажувано и во други гостувања во вашата емисија, изминативе години најмногу се бараат трилери, се бараат романси и детската литература, интересот за детска литература континуирано расте. Споминавме во најавата, уште еднаш ќе споменеме, со оглед на тоа што во пресрет на новогодишните и божикните празници ќе се бара совршен подарок, ќе споменеме, книгата е секогаш одличен избор, особено затоа што на овие настани може да се најдат книги за сечи вкус со различна тематика. Да, на овие настани секој човек може да најде книга за секој еден пријател. Значи, размислете само некој на кого би сакале да му подарите нешто, размислете каков човек е тој и веќе ќе почнете да размислувате каква книга може да му подарите. Така што мислам дека книжевните базари се вистинска можност луѓето да дојдат, да разгледаат понудата, да направат избори за своите најблиски, најсакани и да им подарат книга. Затоа што убаво кажавте, вреден и траен подарок е книгата, кој трае цел живот, па дури и се остава како книжевно наследство на следните генерации. Меѓу другото, споменавте и литературата за деца. Колку имаме ли доволно, впрочем, литература посветена за најмладите, особено со тематика која што е поврзана со празниците и она што е особено важно на македонски јазик? Да, имаме. Изминативе години издавачите станаа свесни колку е важно децата уште од најмали години да се задојат со книги, на македонски јазик, бидејќи во светот книжевноста за деца, литературата за деца одамна зема замав. Издавачите одамна го сватија тоа. Кај нас трендот на издавање квалитетна литература за деца, како во поглед на содржината на текстот, така и во поглед на илустрациите, во пораст имаме се повеќе и се подобри изданија. Така што мислам дека и да, тоа и читателите го препознаваат и дека за децата не се штеди, се купуваат многу книги и тоа е еден сегмент од литературата кој е најпродаван и најбаран. И впрочем одличен начин да им се задржи нивното внимание, да се развива креативноста, а истовремено да се отргнат и од современите технологии. Да, наместо во екран да гледаме меѓу корици. И сосема накусо кон крајот на денешниот разговор, кои се вашите очекувања од овие предновогодишни книжевни базари? Колку овие базари може да предонесат кон зголемување на читателската публика кај нас? Каков е впечатокот од оние базари кои што ги организиравте досега? Генерално една од главните цели на асоциацијата е зголемување на читачката култура. Во сите активности кои што ги
спроведуваме во текот на годината, ние се раководиме од оваа цел, така што мислам дека со тоа што издавачите ги прават книгите да бидат поблиску до читателите, онаму каде што се читателите, веќе правиме голем чекор кон реализација на таа наша цел и со тоа што луѓето од година во година стануваат се посвесни дека книгата е уникатен подарок кој не може да биде заменет со ниеден друг. Луѓето повеќе подаруваат книги, луѓето повеќе купуваат книги и повеќе читаат книги, нели? Тоа е крајната цел. Ако го читаме повеќе книги, ние стануваме и поинформирани и добиваме повеќе знаење и во крајна линија стануваме подобри луѓе. И верувам дека им дадовме и повеќе од доволни причини зашто во наредниот период да ги посетат овие книжевни базари. Наташа, благодарам за одвоеното време и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Сите оние кои што не го направиле тоа досега, уште еднаш ќе ги потсетиме да ги посетат секако книжевните базари кои што ги организирате и вие во наредниот период. Ви благодарам, Никола, за интересот за нашите книжевни базари и за промоција на тоа што го прави Македонската асоциација на издавачи. Така, со сето она што ќе биде ново и актуелно од Македонската асоциација на издавачи ќе ви имаме повторно во утринската програма. Благодарам уште еднаш. И секако уште еднаш почитувани ќе потсетиме доколку веќе не сте го направиле тоа во некој од наредниве викенди, посетете ги книжевните базари кои што ги организира Македонската асоциација на издавачи и пронајдете го совршениот подарок за овој предпразничен период. Колеги, доколку и вие не сте го направиле тоа, повелете секако на штандовите кои што ќе бидат поставени во рамки на овие предновогодишни книжевни базари и пронајдете го секако и вие совршениот подарок, направете го изборот и погледнете ја понудата на македонските издавачки куќи. Толку од нас, поздрав! Никола, ти благодариме.